Поздрав до гледачите на телевизија Ирис веќе во јули, тековна година, лето господово 2018. Отворено на тема и темите, барем во целиот овој јуни, веќе во јули, е Универзитетот Гоце Делчев, поточно представниците од Универзитетот, проректори, ректори, оние кои се задолжени за развој, оние кои имат што да ви кажат зошто вие би студирале на Универзитетот Гоце Делчев, некои од вашите пријатели, вашите деца, но и темите за кои што е нормално да се разговара со интелектуалниот крем на Република Македонија. Многу пати да знам да кажам во оваа емисија дека имаме 4000, скоро 4000 универзитетски професори, многу докторати, научни трудови. Сето тоа е еден потенцијал за кој што за почеток треба да се дискутира, да се евалуира и да се употреби за развој на општеството. Бегајќи од вистината дека сепак Македонија, колку ние да не сакаме или не знаеме, се придвижува напред, тоа е еволутивен дел од постојањето на секоја држава, како и на секој народ или на секој човек, ние мораме да ги прифатиме и достигнувањата на секој од новите генерации. Се разбира, проценката за нив останува општа обшествена. Со мој гостин ќе разговарам за две теми. Едната е неговата стручност, која што ги разбранува знаењата во Македонија и компарациите со минатото, па почнавме да се поставаме многу прашања, а втората е развојот на високото образование во светло на Универзитетот Гоце Делчев. Ај ние во држава се расправаме дали Европската комисија ќе почне со скрининг или со преглед на состојбите во Република Македонија, а забораваме дека кога ќе ни направат диагноза, ќе мора да работиме на поправката или прилагодување на таквата состојба според правилата и според стандардите на Европската унија. Таму сакаме да се движи нашево општество. Едно од поголемите поглавја чие преговарање трае најмалку 2 години досега не е одбраната, е образованието. Се разбира, најдолго е поглавието 23-24 за судство и човекови права, правдина, но најдолго меѓу другите се разговара за образование и земјоделство. Затоа што Европа го препознала начинот на воспитување и едукација на едните генерации не само во системот на технички знаења или вештини, како што модерно се вели употребливо во секојдневието, во економијата или во општественото живење, туку промената на сваќањето на стандардите. И овде се започнува од производство на шрафови, да кажам, или во текстилната индустрија производство на панталони, и до чувството према заедницата како еколошка средина. Европа има еден сет на закони, да не кажам дека може да излезе и законник во кој што ги поставува правилата околу тоа дали ние оно што сме го наследили сме должни да го проследиме како животна околина или можеме да го девастираме не оставајќи на идните генерации ништо од тоа. Прорекот Мираковски е мој и ваш гост. Професоре, добре дојдете и мора да започнете да направам еден вовед за да слушнат граѓаните и мои гледаци зашто ќе зборуваме. Благодарам. Поздрав и до гледачите. Многу ми е драго што имам прилика и јас да поразговараме малку на овие теми што ги начнавте и двете важни од животната средина до образованието. Верувам секојдневни теми кои што ќе бидат предмет не само на преговорите со Европска унија, важни за сите нас. И за секојдневниот развој и за ако ништо друго, квалитетот на живење во целина. Просто знаете како е, флоскулите се менуваат, но содржината многу често остане. Јас сум од оние повремешните кои се сеќаваат ни на политичка флоскула, револуцијата која тече или реформите не прекинуваат. Така и во животот, ништо не може да остане во иста форма, нели? Она што е вчера е веќе вчера, а веќе утре има други квалитети. Се менува. Професоре, вие сте проректор за финансии и развој. Ајде сега да почнеме прво од оној првиот дел. Го имаме новиот закон за високото образование на Република Македонија, но овде децидно не се дојде до решение околу тоа малку подолг рок како се финансира високошколските установи, туку се формира совет кој треба да ги изработи параметрите за тоа. Вашето мисли? Самото финансирање на образованието е сложен процес и веројатно за тоа е и оставен. Тој совет требаше и од со предходните закони, значи тоа мислам и не се нови законски решенија, слично, може би малку поефикасно е сега поставен, меѓутоа
финансирањето на високото образование и у светот е генерално процес кој што бара многу внимание и затоа е направен тој совет кој што треба да ги разгледа сите аспекти на финансирањето. Пошто универзитетите, ако трошат јавни пари, треба и да враќаат одреден бенефит на заедницата у која што живеат, значи да обезбедат квалитетно образование, да обезбедат одредени услуги кои што другите институции не можат да ги обезбедат, да обезбедат развој на општеството преку нови, научни или апликативни проекти, едноставно да вратат на општеството. Тоа бара прилично комплексни параметри да се дефинираат, за да може соодветно да се финансираат и да се обезбеди континуиран развој на тие институции. Задоволни ли сте од најавените параметри? Нели досега имате скоро сличен начин на финансирање, но министр за финансија рече дека тој совет да предложи до Министерството, до матичното министерство, па ќе го разгледа Министерството за финансии, се бара зголемување на квоти на износот на средствата. Генерално тоа е уште у процес кој што не би можел сега да го коментирам, многу е рано. Значи на тие параметри универзитетите се недоволно финансирани од аспект па и на човечки ресурси, што се многу важен сегмент. Вие може да правите и опрема да се набавува и инфраструктура, меѓутоа човечките ресурси се тоа што е есенцијата. Така може да немате асистенти во универзитетите. Не може да немате. Значи генерално тоа е недоволно финансирано, беше недоволно финансирано, сега се најавуваат промени. Јас се надевам дека тие промени и у законот се воведени повторно асистенти, што е од големо значење, значи кадар кој што би се развивал од веднаш по завршување на студиите, значи најмладиот кадар ќе се развива во рамките на универзитетот и тоа треба да даде една нова сила, како да кажем, и нова свежа крв. Ние моментално немаме асистенти воопшто, например, посебно на постарите факултети, некогашниот Рударско-геолошки, има речи само професори, нема асистенти. Тоа се проблеми, па и на многу други, на медицина, на било кој факултет, бројот на асистенти е минимален или воопшто ги нема. Се надевам дека сега таа слика ќе ја промениме, ќе овозможиме млади луѓе да влезат во процесот и да се изградат као стручен кадар кој што ќе ги носи во иднина развојот на тие факултети. Мислам дека тука ќе претрпи промени и законот ги овозможува тие промени, како ќе се одвиваат работите. Верувам дека и сега со пристапни преговори и така натаму ќе се насочат средства, дури ќе може и надворешно со помош на Европската унија финансирање да се обезбедува. Пристапните фондови со отварањето на преговорите. Со отварањето ние веќе користиме одредени предпристапни или како ги викаат апроксимативни. Така, тоа предпристапни фондови. Предпристапни фондови веќе користиме и одлично средствата се користат за развој на инфраструктурата, па и на човечките ресурси. Еразмус програмата е исто целосно имплементирана и мислам дека нашиот универзитет ја реализира меѓу комплетно, целосно и на високо ниво. И сите тие средства се надевам дека ќе се зголемат сега у фазите на приближување и ќе овозможат еден нов импулс за развојот на универзитетот. Професоре, второто прашање е поврзано некаде и со финансирањето и со развојот. Стремајќи се за разговорот со вас, ги погледнав начинот на финансирање во околните земји, од кои што произлеговме како систем, споредувајќи се со далеку поразвиените земји кои имаат систем на образование кој и не се така менува, но тоа е традиција 200-300 години, иако за волја на вистината овие околу нас сите имаат повеќе од 100 години, нели? А нашиот универзитет има 11. Таму целата структура на финансирање е на високото образование е поделена според од локално ниво до, условно речено локално ниво, до државниот буџет, но постотокот од постоењето на универзитет, учество во проектите, да не кажа наплатувањето на науката, на паметта, оди многу високо. Некаде страобални цифри се тоа за Македонија, да кажеме дека Харвард има скоро 2,5 милиарди евра добиток од истражувањето, неспоредиво е за нас. Но кога ќе ги споредиме овие универзитети, цифрите се движат некаде од 47 па до 60-61, посебно техничките факултети кои што преку низ проекти поминуваат на самофинансирање. Како е универзитетот Гоце Делчев? Па и ние сме во моментот, последните години сме речиси со поголем процент финансирани од сопствени средства, отколку од средства добиени од државниот буџет, некаде околу 52 се последната година
проценти финансирани од собствени средства, а 4... Податок кој до сега не сме го лифирували ниту ние новинарите, ама е за поздравување. 52% значи повеќе средства добиваме, значи од собствени извори, тоа се средства кои што се реализираат од наставата, од проекти, од реализација на апликативни проекти, услуги на индустријата и така натаму. Сами го започнавте, професоре, и таа следната тема. Тоа е нераскиливата врска помеѓу науката и праксата. Едно без друго не може, како лице и наличие на постоењето. Вие рековте, низ соработката со индустријата, со реалниот сектор, универзитетот може да ги потврди знаењата на своите студенти, ама тоа е само еден дел. Вториот дел е потврда на научни достигнувања на професорите, на асистентите, на институтите. Како стои универзитетот овде? Има потреба од отварање нови институти? Па, генерално, тие работи за да отворите, нели ви треба време да се соберат доволно прво ресурси од секој аспект, инфраструктура и луѓе, генерално таа тенденција се засилува. Не само за потврда и науката, не само како потврда науката, треба да овозможи и подобар, поквалитетен живот на околината, на средината у која што действува, и тоа е една од главните цели, бар јас така гледам, на нашата наука применета во праксата, значи да обезбедиме побезбедни работни места, да обезбедиме поголема продуктивност, да обезбедиме поголем профит за компаниите, сето тоа и у крајна линија покомфорен живот за секој ден. Почист воздух, поголем стандард на си. Значи за тоа е многу важно науката да ја примениме у пракса и тоа веќе кај нас функционира подолг временски период, посебно кај постарите, да кажам условно постарите факултети, кај Рударско-геолошкиот кој има на 40 години искуство, има добри конекции со индустријата и таа конекција продолжува и се надградува и мислам дека генерално обезбедуваме некои нови не само средства за финансирање и за развој, него обезбедуваме нов поглед и на индустријата према околината и на околината према универзитетите и индустријата у целина. Неодменливо прашање е состојбата во нашето општество, како што рекоте, вие владата донесе одлука за помош на компаниите во истражувањата, во иновациите, целен фонд се направи, колку биде голем, не знам. Меѓутоа тоа ми изгледа дека без науката, концентрирана во универзитетите, тоа му доаѓа како ентузијазам, а ентузијазмот не дава резултати. Што мислите за тоа? Па ние имаме соработка. Голем дел од тие компании, баш денеска имавме претходно состанок, значи голем дел од тие компании, стартапи и слично се поврзуваат или пробуваат да се поврзат со универзитетите и ние сме апсолутно отворени за тоа, дури работиме на наш технолошко развоен центар во моментите да се направи во Штип кој би ги генерирал место за тие стартапи и така натаму, тие се поврзуваат со нас, ние им овозможуваме да ги вршат своите истражувања тука, да ги потврдат идеите кои што ги имаат до ниво на прототип и потоа да го применат као некаков комерцијален производ. Тоа е почеток, се задвижуваат работите, јас се надевам дека ќе бидат многу поинтензивни, посебно кога ќе се отворат пазарите и младите ќе можат тие идеи добри да ги продадат и надвор од Македонија. Професоре, секогашна дилема околу постоењето, развојот на високото образование е во секој општество. Дали тоа е елитна високошколска установа или е продолжеток на социјален систем во кој што може да се студира, а да не се биде на Агенцијата за вработување, и таа дилема различно ја инкорпорира државите кои призлегаа од минатиот систем. Сепак Европа признава дека високото образование е елитизам, без разлика дали ќе навредиме некого или не. Што вели професор Мираковски, кој во овој момент е еден од подцитираните професори во Македонија. Овој пат не го правам како ваш да бидејќи сте мој гост као некоја врста пофалба, туку тоа е факт кој го употребуваме последните 7-8 месеци. Јас, значи, не гледам као елитистичка институција универзитетите, да, одредени, како да кажам, центри кои што имаат центри за извонредност и така натаму, кои што имаат специфични... Да изгледа доволно јасен, просто прашањето. Достапноста на високото образование, достапноста има пат на елитизам, значи добар ученик, добар гимназист. Во тој смисол. Во тој смисол, дека не може да биде достапно за подпросекот
бидејќи тоа начите губење на време и ресурси. Така барем велат истражувањето. Тоа е до некаде така и зависно од струките. Добро е да имате и голема пристапност. Ние имавме релативно мала пристапност порано. Сега имаме нешто подобра, поголема пристапност. По мене шансата и да отворите шансата за сите луѓе, значи ако по дефиниција не само за најпаметните или најупорните или најдобрите, туку да се отвори за еден поширок сет на луѓе и за сите преку зголемување постепено на нивото на знаење да се отвори простор за развој нивен, личен, за развој на нивните средини. По мене е идеја која исто така треба да се подржи. Ние имавме поелитистички систем, сега сме малку поотворени. Тоа е тренд и у Европа. Генерално елитизмот се задржува у истражувачките центри и така натаму, таму кај што треба да се задржи. По мене е добро универзитетите да бидат отворени и да не бидат институции само за најдобрите. Најдобрите треба да бидат можеби наставниците, професорите идни и така натаму, или истражувачите. У крајна линија многу ретко ние користиме најдобри инженери у индустријата, што би требало да биде обратно. Обично најдобрите одат таму, па после се враќаат. Професоре, тоа треба да има развиен систем, да не кажам пазар, каде што ќе се потврдат знањето и истражувањето. По фаличен пазар, на слободното место се вклучува политиката, па го дезавуира и вашето оценување, но тоа се социолошки болести нашето општество. Тоа е процес кој што сигурно нече меѓутоа со развој на фирмите, влегување на одредени големи фирми од надвор и така натаму, мислам дека веќе се менува, посебно на пазарот у индустријата ова се менува и они бараат добри луѓе, добро ги финансираат, ги плаќаат и возможуваат кариера, независно од било какви политички или други мултикултурни, религиозни, било кој прашање ги интересира квалитетот на работата и ја плаќаат добро работата и тоа е веќе интензивен процес. Последните неколку години се улага доста во млади, добри луѓе и мислам дека се менува таа слика. Професоре, како проектот за развој, мора да прашам уште едно од сетот од овие прашања. Тоа е во светот поврзувањето на високото образование е нужност. Автаркичноста е затвореност, автаркичност значи дека нема развој. Што мислите вие кажете Еразмус проектот? Се задоволни ли од тоа колку е вмрежен универзитетот Гоце Делчев? Па да, генерално универзитетот работи интензивно, значи ние имаме голем број договори со многу институции, не ги знам точно бројките, меѓутоа стотина и повеќе од стотина универзитети у кои што можат нашите студенти да одат. Дополнително оставена иницијатива на студентите да најдат некоја нова институција, добиваат од нас целосно поддршка да се склучи договор со таа институција и така натаму, дури да одат и по, не знам, посебно медицината, одат во болници кои што сами ги индицираат или во ординации кои што сами ги индицираат за некои специфични постапки, тренинг и така натаму, така да секако дека може повеќе да се постигне и тука, али нивото на поврзаност се сосема во ред. Ни требаат уште ресурси, тие за жал се нови активности, ни требаат ресурси у тие сектори кои што повеќе ќе овозможат подобар сервис на студентите кои што патуваат, подобри услуги на персоналот кој што сега може да се движи и генерално не само Еразмус, него и другите програми постојат повеќе програми у кои што се овозможува поврзување на универзитетите, научни проекти од типот на Хоризонт 2020 и така натаму, кои што исто за жал недоволно се искористени од македонската страна. Јас верувам дека тоа е процес кој што е многу важен и од нас добива целосна поддршка моментално. Комплементарно на ова прашање ми беше, тоа треба да го поставам прашањето на министрите, бидејќи разговорот со вашите колеги продекани за настава, декани, се чувствува едно мислење дека јавноста место да ги користи квантумот на нивните знаења, познања, многу ретко ги прашуваат за донесување на решенија кои се најрационални. Превладува ли волонтаризмот кај нас на администрацијата место памет? Па за жал верувам дека за сега да, ние не се наметнуваат или ретко се наметнуваат експерти, може да видите, имате разни типови на експерти,
за се и се што. Колку загадима. Да. И освено за меѓународна политика. За сите области, ја не би коментирал. И има такви трендови. Вие ако имате на лекарите им се објаснува дали треба или не треба да се вакцинира, луѓе кои што и не знаат што значи вакцинирање или за гадувањето зборуваат луѓе што не знаат што е уопште и причината и од каде доаѓа. Меѓутоа ние верувам дека јавноста и полека со зголемување на знаењата ќе ги детектира правите извори на информација и ќе почне да ги користи услугите. Ретко се прашуваат вистинските експерти. Се надевам дека околината, кривицата тука е, како да кажем, мора да се наметнеме и институциите високообразовани мора да се наметнат као релевантен фактор кој што ќе даде права информација, навремено, точно и така натаму. Навикнати сме на партократија и притисок на политиката врз струката, ама се надевам дека од тоа постапено ќе излеземе. Јас сум сигурен и мора да излеземе, затоа што тоа е единствениот пат да почнеме полека да се слушаме, па некои релевантни мислења или бројки измерени прецизно да бидат основа да се разговара за некој проблем. Така. Професоре, вториот дел од разговорот ми е иницијација од мој добар пријател Чомовски, кој употреби вашето име во една емисија во која што се дискутираше за големата загаденост во Скопје, во Куманово, дури и Гевгелија, па беше и Кавадарци, Тетово, константно и така натаму, и еден од соговорници вели вака отприлика, загадувањето не е од вчера, меѓутоа професорот Мираковски го потигна тоа како процес на мерење, ние одеднашка се судривме со броеви, со екзактност дека сме загадени. Што вели професорот? Па добро, не само јас, тука има цела плејада и министерството има систем доста добро, државната мониторинг мрежа доста добро развиен. Ние иницииравме чисто од потреба затоа што немаше у некои региони, а и за индустријата иницииравме развој на сопствени инструменти. Тие инструменти се покажаа као прилично издржливи и полека успеавме да направиме мониторинг мрежа која што у соработка со локалните самоуправи, еве у Штип, у Струмици, у Кавадарци ставивме наша мониторинг мрежа као подршка на државната. Убаво спомнавте, не е нов проблем. Значи, тоа е проблем кој што историски постои подолго време, сега мериме подобро и имаме попрецизни податоци и податоците за жал покажуваат дека сме загадени, не сите средини, загадени се генерално котлинските зони у Република Македонија, Скопје, одреден ги спомнавте. Тетово, Кавадарци, дури има бројки. Едноставно проблемот е прилично комплексен. Ние мислевме дека е главна причина индустријата, испадна дека не е баш така или со обраќајот, испадна дека имаме еден карактеристичен проблем. Македонија има превисоко ниво на користење на биогорива, дрва. Што ќе ќе прекинам, градоначалникот на Куманово кога излезе загадувањето, мерењето на загадувањето, па по медиумите имаше на секојдневна, на саат, на секој час имаше известување, тоа рече вака: ми изненади тоа што Куманово веќе нема никаква индустрија, а одеднаш Куманово е високо загадено. Како до пред неколку години не сме биле така загадена? Одговорот беше од Министерството, беше одговорот дека затоплувањето на домовите е над не знам кој процент е. Доминантен извор на загадување за сега покажуваат сите истражувања кои што ги имаме конкретно у Скопје. Мерењето тоа беше сесија на мерења подолготрајна, заедничка со град Скопје, Министерство за животна средина, и тоа активност која што продолжува. Повеќе лаборатории, не само нашата. Доминантно загадувањето па може да се случи у зимските месеци и со 90% да доаѓа од затоплувањето на домовите. У некои градови кај Куманово нема и други типови на загадувачки емисии, значи нема индустрија која што би емитирала загадување, така да таму е комплетно загадувањето доаѓа од затоплувањето на домовите. Се тука има повеќе причини, генерално самото користење на дрва, кое што е многу ретко у урбани средини во светот. Значи се користи меѓутоа во мали, порурални средини и така натаму, кај што немате концентрација доволна на луѓе или на број на емитори, на оджаци, кои што би направиле поголемо загадување. Секаде кај што имате концентрација, емисиите на дрвата, посебно на старите видови печки кои што ги имаме, на
па и на новите, ако користите со поголем, сега сите приклучуваме парна, значи не е као порано да се грее само една просторија, него се грее цела куќа со систем за парно загрејање кој што има многу поголема потрошувачка на дрва, на биогориво, емисиите можат да бидат драстични. И да не ви кажам, 400 пати поголеми од емисија на Евро 3 возило би направила една печка отколку у еден ден, отколку што би го направило возилото. Не е ваш факт, меѓутоа екологијата е ваш факт. Се покажува ли тоа врз едни други листи кои Европската здравствена асоциација направи една проценка на зголемување на респираторните болести, на канцерогените заболувања и таму опасното до Македонија и земјите од југоисточна Европа е дека загадувањето на воздухот мора да се работи над процесот на не толку загадување на воздухот, бидејќи тоа се последиците. Са последиците генерално се јавуваат повеќе болести, бар тоа не е тоа го прави Светската здравствена организација, значи сите индикатори покажуваат дека се зголемени болестите како резултат на загадениот воздух и воздухот. Проблемот со воздухот е што вие не може да се скриете кој е загаден. Значи тоа е еден од проблемите. Генерално интересно за Македонија, ние сме као луѓе многу, како да кажам, изнаодливи, па така у Скопје почна масовно користење на пречистувачи на воздух во домовите, движењето го редуцираат надвор. Значи ние имавме истражување у кое што беше мерено 24 часа нивото на изложеност, персоналната изложеност, значи инструменти кои што го пратат, кои што ги носи единката која што е истражувана и 24 часа го меревме. Интересно, они успеваат да дојдат и дури до безбедни нивоа на изложеност само со користење дома грејење со климатизери кои што у исто време и го пречистуваат воздухот, користење на уреди за пречистување на воздух во канцеларија, во домовите и сето тоа резултира со просечна, значи околу 1 час се надвор у текот на зимно време, значи уопште не се изложени на надворешната средина, така да дури и при високи нивоа на надворешно загадување вие може да бидете безбедни. Меѓутоа тоа не е решение, значи малтене да се криеме цело време некаде на затворено со помошни средства да го пречистуваме воздухот, решение е да го направиме почист, генерално за сите. Зависи од нас, овде науката треба да го каже своето, не собранието преку донесување на закони, туку науката да ги каже параметрите врз основа на кои ќе го изградиме целиот систем. И да се вратиме повторно на она што ќе се бара од нас, дај Боже да биде тоа од идната година или нека биде сега, а тоа е прилагодување на стандардите према европските стандарди. Дел од скринингот е тоа. Колку загадувачка индустрија имате, колку го загадува воздухот, колку населението со своите раки девастира околината, па имаме овде некои проценки колку сечење на шума, колку садење на шума, колку треви, сето тоа вам имаме отпадни води и така. Што овде да помогне науката? Бидејќи се менува, треба да се мене начинот на живот. Тука ќе има многу работа. Да, ние треба да се прилагодиме малку однесувањето. Мислам дека преска го спомнавме однесувањето на јапонците на светското првенство, кои што по завршување на утакмицата дури кога губат, си го собираат отпадот во соодветни кеси, веројатно и го делат пластиката и хартијата, го собираат и го носат на местото предвидено за тоа. Значи ние ќе мора да се мениме, за тоа треба заедничка работа и на образовните институции, па и на вас новинарите кои што многу пошироко медиумите треба да го подобро информираме населението дека у крајна линија е за негова безбедност и за негово добро. Отпадот може да биде и користен преку рециклирање и така натаму, наместо да не загадува и да биде причина за одредени проблеми. Загадувањето со воздухот исто така можеме многу подобро да го управуваме. Ние не сме голема земја, нити имаме у западните држави генерално проблемот е, например, со обраќајот, што кај нас и не е проблем. Не за друго, затоа што ние немаме толку големи градови, милиони, 2, 3, 5. Едноставно ние имаме многу помал интензитет на активности. Мислам дека тука ќе треба многу работа. На сите нас и на науката, и на новинарите, медиумите у целина, па и на иако имаме закони, треба да се имплементираат многу подобро тие закони, да ја натераат индустријата да ги почитува строгите норми, што мислам дека може да се направи малку полесно отколку, бидејќи тоа се одреден број, 100, 200, не знам, ентитети со одредена точна локација, и ако ги имплементирате
ако ги натерате да ги имплементираат прописите, ќе мора да ги имплементираат, во спротивно ќе бидат затворени. Значи тоа може да се наметне на индустријата. Проблем е на 1.800.000, 900, 2 милиона, колку сме во моментот, не знам, да ги натераме сите, да ги почитува барем основните начини на однесување, на фрлање на отпадот, например на користење. Не знам, кај нас меѓутоа многу ретко луѓето сите размислуваат како поевтино да се греат, а никој не размислува дека може и поевтино и побезбедно еколошки. Значи, ако му кажете оваа печка има емисија, помала емисија од ова, ама е поскапа, малку поскапа, ние нема да ја избереме. Таа ќе ја избереме. Јас се слагам дека економскиот момент е многу важен и за жал и тоа е нормално. Луѓето едноставно мора да балансираат со многу мали приходи да успеат да ги задоволат сите потреби на животот. А меѓутоа, дури и да е иста цената, би требало да почне или пак државата да помогне да посовремените системи и по-еколошки безбедни бидат иста цена со другите, па да им овозможиме на луѓето да ги користат полесно и да ги купуваат. Се работи у тој правец. Само владата вели гасификацијата е излаз. Гасификација, секундарната мрежување на поголемите населени места во Македонија покрај гасоводот кој веќе ќе ја помине Македонија, неговата имплементација до дома на секој граѓанин ќе ја намали емисијата на гасови. Што вели науката? Тоа е решение, меѓутоа тоа ќе биде споро решение. Вие спомнавте секундарната мрежа да ја развиете, значи треба да се гради целосно нова инфраструктура. Полесно е да направите од Скопје до Штип или од Клечовце до Штип еден цевковод, меѓутоа кога ќе тргнете сега низ урбаната зона на Штип, стотини километри имате големи, многу потешко е за работа, потребно е време. Факт е дека гасот е многу поеколошко гориво, од аспект на емисија на цврсти честички, значи воопшто и нема. И ние не се работи за замена, или приближно, него воопшто ги нема. Постојат и други решенија технички, значи овие современите системи за горење со пелети имаа многу помала, имаат емисија, меѓутоа е многу помала, 95% помала во однос на класична печка на дрва. Системите нови кои што се повеќе се користат се топлотните пумпи, воздух, популарно климатизерите. Тоа се системи кои што се масовно усовршуваат, имаат одлична енергетска ефикасност, значи добивате за многу мал влез на електрична енергија, добивате добро поголема количина на топлина или на ладење на просторот и тие системи мислам дека ќе бидат еден од носителите на намалување на загадувањето. Луѓето веќе ги користат масовно, економични се, скапи се за инвестиција, за купување. Меѓутоа, ако тука се направат одредени интервенции од страна на државата да се овозможи субвенционирање нивно на пелетите, на топлотните пумпи, на климатизерите, мислам дека ефектите ќе бидат многу брзи и многу добри. За почеток државата на една година нека се откаже од ДДВ-то, веднаш за 20% ќе ни падне цената на климатизерите. Ама добро, тоа е една мерка. Тоа не е наша дискусија, верувам дека тоа е тешко да се направи, државата мора да има и приходи, а работата е да државата овозможи можеби намалување на царински стапки, ако ги има или не знам, или давачки други кои што ќе овозможат, па дури и директни субвенции у некои градови кај што е критично, као Скопје, например, за среќа Штип не е ради конфигурацијата. И ние да имаме некаква среќа. Имаме среќа Штип е добар, од тој аспект многу интересно. Се јавуваат пикови, например, зимно време имате пики 300 и 500, значи доаѓа до тоа измаглица, хеј се вика на англиски, и доаѓа до таа измаглица, се качуваат концентрациите повторно ради тоа и у Штип се доминантно грејењето на дрва. Меѓутоа, ради конфигурацијата на теренот, струјењето и покрај Отиње и покрај Брегалница релативно брзо ги изнесуваат. Траат 3-4 часа, за разлика од Скопје кај што може да траат по 3 недели. И од таа причина Штип просечните вредности се у дозволените рамки и од аспект на квалитет на воздух сме сосема добри. Професоре, сакајќи не сакајќи го доправме круцијалното прашање, а тоа е енергетската иднина на Република Македонија. Науката овде мора да даде одговор, бидејќи и тоа како државно решение, бидејќи Македонија нема доволно енергија, не може да биде затворена автаркична средина, мора да биде приклучена, конектирана речено на системите во светот, гасоводни и останати. Колку науката овде
автономно може да помогне во сето ова, во тој цел систем, да кажеме, да не може да бидеме Тесла со електричните автомобили, но нешто што науката кај нас може да помогне околу тоа. Па помага. Прво имаме, Македонија има стратегија, МАНУ има изработена стратегија енергетска, 10 години стара стратегија, верувам може да претрпи некои одредени измени, бидејќи има секој пат има понови работи или подобри сознанија, цените на одредени извори на енергија се менуваат. У суштина таа е доволно добар документ за да знаеме што отприлика и како треба да правиме. Не знам колку ја следиме, мислам дека не ја следиме многу као државна политика, сепак треба да се тие документи, ако се веќе направени и разработени као стратегија, треба да се следат, затоа што ако се следат, може да мерите дали се подобруваат работите или не се подобруваат работите, не може да биде Македонија и не е ни затворена. Македонија ние сме поврзани енергетски со околината, гасоводи се уште неаме, се надевам дека ќе дојдеме некако до некој крак. Важна работа е и да имаме гасоводи, сончева енергија, енергија од вода, енергија од ветер и така натаму. Се иднината, генерално за сега уште скапи. Македонија као држава, не знам, германците имаат инсталирано поголем капацитет за производство од обновливи извори отколку што имаат од класични. Меѓутоа, покрај тоа што имаат многу поголем од обновливи извори, производството од класични се уште доминира. Тоа се технички причини за тоа, оти немате секогаш ветер, па не може да го држите системот. Тоа баш и не ми е струка, меѓутоа сметам дека тука треба да бидеме внимателни. Комплетно внимателни и добро да искористиме. Имаме ресурси и сонце, и имаме вода, немаме баш многу, ама сонце имаме, ветер имаме. Треба да ги искористиме добро, скапи се за сега, скапи се. Се надевам дека ќе бидеме умни да ги искористиме. Професоре, последно прашање, а тоа е вашата основна прекупација, тоа вие сте македонски даскал, професор кој е во системот на образование и воспитување. На крајот излегуваат граѓани единки кои се грижат за заедницата и за себе посебно. Од овие параметрите кои Европа ќе ни ги наметне, а за наше добро, па да не се буниме многу, тоа е количеството на обновени шуми, количеството на обновени растенија, можноста за експлоатација, се тоа квоти на кои што ние утре нема да можеме да го правиме тоа, да ни падне на памет половина почивало да го исечеме, тоа нема да можеме преку Google контролирање, комисиите најде, па дури и отстранување од престапните и пристапни фондови, се тоа мерки на Европа. Сега, ние имавме една акција која повеќе личеше на стихиност отколку на издржаност и добивме податок дека 27% од 7 години ден на дрвото, само 27% од садниците преживеале, да кажеме евфемистички. Што ќе мениме овде, професоре? Па, таа акција, добро, таа акција, да гледате, 27% по мене се релативно малку. Ја не сум шумарски инженер, не ги познавам толку причините зошто е тоа така. Очигледно не сме биле најдобро организирани. Сме можеле, као акција е убаво да ја реализирате, убаво е да ја направиме поголем простор на шуми. Де факто ќе ни ги забранат сечењата бар на овој начин на кој што ги имаме и ќе има промени у многу сектори, не само у шумарството. Сметам дека треба да ја чуваме подобро животната средина, треба да ги користиме ресурсите кои што ни ги дава природата, но да ги зачуваме, да ја зачуваме средината за побезбеден и покомфорен живот. И мислам дека Македонија малку преувеличено со некои работи, ние не сме толку лоша од аспект на квалитет на животна средина, колку што имаме проблем у урбаните зони, они се претежно повеќе со навиките, сега што кажуваме, начинот како се постапува со отпадот, начинот како се грееме, начинот како се однесуваме со возилата, со одржувањето на се околу нас, е проблемот кој што генерално не оптоварува. Јас се надевам дека тоа со Европа ќе почнеме сега, ќе мораме да го примениме и да го почитуваме како процес. Професоре, благодарам што бевте дел од мојава емисија. Јас овде во емисијата ве поканувам, кога ќе заврши овој стриминг од вас и сите ваши колеги од нашиот универзитет Гоце Делчев во Штип, во Источна Македонија, за сите овие скрининзи, слики за нашето општество, да разговараме со науката, со вашите колеги, со вас и сите да низ научните согледувања видиме каде ни е излезот и на граѓаните да објасниме каде тоа грешиме, зошто ни е ваква сликата и што треба да направиме. Сметам дека науката мора прво да си го каже својот збор,
па подоцна општествената награда. Ние стоиме на располагање, верувам и јас и моите колеги ќе им биде драго да помогнат у секој аспект за кој бидат повикани. Благодарам што Ви благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со проректорот Мираковски, а само една реченица во еден мој разговор со државниот секретар за надворешни работи на Германија, на прашање на многу новинари, што е тоа што треба да ги менуваме навиките на сите земји од Југоисточна Европа кои се апликанти за Европа. Тој се насмеја, вели, треба да не запознаете нас кои живееме овде од Стара Европа. Често на прашање на еден мој колега од Бугарија, вели, ќе треба повеќе да ја чистиме околината. Тој рече само вака и тоа така некако ефемистички, вели, не е прашање на чистење, туку прашање на загадување. Моиве сограѓани германци не чистат повеќе од вас, туку многу повеќе помалку валкаат. Еве, нека остане ова како заклучок од мојот разговор. Довидување до новата отворена тема.